Поздрав до сите присутни. Најнапред сакам да упатам до сите вас присутни. Добродојдовте во нашиот град Неготино по повод 25 регионални спортски надпревари. Чест и задоволство ми представува што токму ние сме домаќини оваа година.
редицата разговори што ги правиме, а сето тоа е со мотив да ги запознаете луѓето, сите оние кои се со многу дух и со многу верба за да се постигнат резултати, да се биде активен, а не да се седи дома како што рече претходниот соговорник, председател на Демир Капија, но повеќе да се дружиме и во спортски дух да живееме. Секој колку може се разбира. А тука ни е исто така и еден бивш поранешен спортист, да речем, затоа што скоро сите председатели се некако се дружеле со спортот. Тој е председателот, домакинот на овие спортски игри во овој Вардарски регион, а тој е господинот Душан Недев, председател на ЗПН Неготино. Дали добро кажав? Добар ден, вие како домакини, еве, сите што ги снимав досега, многу ви упатија честитки за одличната организација. Вие и вашиот тим се разбира со Комисијата за спорт и култура. Кажете ми што се претходеше за да се дојде еве до ваков убав печаток од сите кои што настапуваат? Благодарам на прашањето. И самите може да се уверите, да видите терените како се уредени, со помош да речеме на општината, на комуналното. Терените ги уредија во најможен рок. Меѓутоа, временските услови се баре кога станав, кога видов дека врнем, мислев дека се ќе пропадне. Меѓутоа, времето еве не послужи. Не сака времето. Не сака, дале среќа имаме некоја, не само си велам короната, меѓутоа и времето ли сега ќе ни прече, меѓутоа сега и времето ни помогна, а ние пензионерите па не се плачеме и од короната. Гледате, сами се собравме, без страв, сите сме вакцинирани и препорачани други се вакцинираат. И дека не се плашат. Животот нек се тече и мора да се привикнуваме дали е корона или не, животот треба да тече, да не се затвараме дома. Меѓутоа сепак треба и да се пазиме со маски и вакцинации и тие работи. Да речеме за ова, да речеме помош голема имаме од градоначалникот, кој што со соработка со директор на комуналното за терените овде ни помогнаа, терените ги опремија во најдобар можен да речеме изглед, да изгледат убаво, одбележено секак што треба, така да имаме, да речеме, пријатни надпревари. Сега, како домаќин, секако и како прв човек на ова здружение, многу сте активни и многу имате и некои контакти со разни донатори, спонзори. Па кажете ми, дали вие и вашата екипа нешто добивте, се организиравте? За спонзори може да кажем, да речеме, овие спортски игри 50% се од спонзори, не од фудбалски топки, баскети, мајци, ова за одближување тука е терени што треба да се опремат, помош од градоначалникот, може да речеме и други фирми, Звезда, Комерц, Дуки, да со добивте топки, ми се чини, топки, добивте многу мајци, топки, мајци од Стопанска банка, веќе кажеме да речеме последното од Лива Комерц, баскети и ред други фирми кои што помогнаа да речеме како помош и вид со за здружението не биде оптеретено со поголеми средства, со тие донации за нас е доволни. За да може да ги одржиме и самите може да видите дека сите се задоволни, се е во одлично. Само времето да речеме и оно не сега не послужи, малку бев уплашен како ќе изгледа, што ќе изгледа. Но сега мислам дека срцето па ми дојде на место ми дојде срцето преди времето. А од короната воопшто не се плашиме. Додека отворено се одржуваат. Отворено се одржуваат, сите имат пропозиција, имат правилници. Секој мора да биде вакциниран, без вакцина не смее да учества на спортски надпревари. Сите тие протоколи ги запазивме, се со една цел да речеме да некој не дојде до некоја проширување на оваа зараза. Добро, благодарам многу, господин председателе, па еве да ви посакам многу успехи на вашата екипа, но исто така многу успех вашето око секогаш со внимание, секаде мора да биде присутно и до крајот, некаде околу 12 часот, нели, ќе се прогласат победниците и потоа ќе заврши ова убава спортска, фестивалска, да речеме, нели, фешта и која што ќе остане во осеќавање на сите овие кои што настапува спортисти од овој Вардарски регион. Па видите, многу нас не ни интересираат успесите, нас не интересираат дружините. Може да видите од Дом Жана овде се присутни, поканети беа, да речеме, да видат ова гледка и да му помине времето. Инаку успехот не е многу важен. Важно е ние да се дружиме и да се учествува. А дали ќе бидеме први или втори или трети, тоа го ставаме на
тоа е најзаден план. Гледаме некој само да не се повреди, а прво или второ, трето место за нас, да речеме, не е ни толку битно. И на крајот гледам амбулантно возило е тука, што значи се сте подготвени да не биде активирано, но сепак се сте предвиделе за спортистите со млад дух трето доба. Да, мораме да имаме, тоа е препозициите, здравствен дом, да речеме, да, и тоа не е донација бесплатно. Инаку, тоа е препозициите, мора да има, да речеме, амбулантно возила, затоа што сме ние луѓе во години да се повреде некој, тоа сите услови ги исполнивме. Се што е препозиции и за корона, и за одржување надпреварите, мислам дека од наша страна сите беа исполнити. Благодарам ве, откраднавме, бидејќи како домаќин мора да бидете со сите, па ви посакувам убаво дружење и повторно да се видиме и успех на вашата екипа. И еве сме во еден убав амбиент, овдека одма до спортскиот стадион во Неготино. Прекрасна атмосфера и таму и тука и секаде домаќините се погрижиле да спортистите се чувствуваат секогаш релаксирано и да постигнат како мотив што подобри резултати. И еве сме во разговор исто така со еден прв човек на здружение, а тоа е Благоја Кавазовски, кој што е председател на Здружение на пензионери Димир Капија. Господине Кавазовски, кажете ми колку екипи, со колку настапувате и што се мораше да подготвите за да дојдете тука и околу што очекувате од овие надпревари? Видите сега, поред ова болест, пандемија, вирус ли што е болест, и поради намалување на дисциплините во нашата надпреварување, пензионерско надпреварување, учествуваме ние само во две дисциплини, мажи и жени во кошарка, мажи и жени во фудбал, шутирање, мажи и жени. Имавме еден пријавен за атлетика, али поради околности оправдани причини не дојде, а други екипи не можеме да формираме привеќе, не се земени во составот на ова надпреварување сега. Инаку секој пат учествуваме негде со едно 22-25 учесници, например во пикадо, во домино, во табли, а сега овие дисциплини ги нема и не учествуваме. Затоа сме само со две екипи женски, две екипи машки, значи со 12 души. А што очекувате, кажете ми? Види, прво нека прво види сега. Само да се учествува прво, потоа. Кратко ќе кажам. Ние со тие до сега што сме учествувале на тие надпревари, имаме најдобар успех. Имаме две републички први места, републички. Браво. Во пикадо жени и табла жени. А овие регионалните имаме негде околу 6-7 први места, па втори, па трети, 20 учесници, 20 медали. Кажете ми, како вие се чувствувате како председател? Еве, имате луѓе, екипи на 65, нели 70 години. Колку сте задоволни, колку сте горда што имате такви членови кои што се витални, кои сакаат да постигнат резултати и третото доба да го живеат порелаксирано и во спортски дух? Види, стално јас ги запознавам, мислам кога ги барам тие спортисти, да речем. Учествувате на овие надпревари, да? Да, учествуваме на сите. Да, и на пробите, и на се? На проби на се. И јас кога ја викам, испаднете од дома да живеете. Инаку дома живееш, али не е тој живот. Него испадне да живееш. Ќе се види со овој, ќе се види со тој. Релаксацијата е најдобар живот. Да живееш, ја мислам така да кажам. Релаксира. Придејќи, јас сум бил спортиста, негде околу 8 години. А во која дисциплина? Јас бев голман. Во кошарка, фудбал? Во фудбал. А, во фудбал. Во фудбал. Бев голман на Победа во Ландово, 3 години, бев на Лозар Демир Капија
И дојдов и во Неготино, али во Неготино правев само 5 утакмици за Вардар Неготино во Македонска лига. И така. Значи, јас сум со спортски дух и сакам сите да учествуваат. И имаме стално добар одзив, али сега ова пандемијата направи да луѓето страхуваат спрема години, спрема вамо таму. Инако сме меѓу најдобрите, ако учествуваме со 20, меѓу најдобрите спортски екипи во Македонија. Во Македонија, не во... Многу честитам. Да. Убаво е да се чуе. Вие исто така и спортски се уште изгледате, еве да ви упатам еден Па комплимент. на 3 години, Да, јас се осеќам спортски одлично, комплимент, одлично не. се осеќам на 3 години. Да, и вашата порака на крајот од овој разговор која ќе биде? Дали треба да живееме во спортски Дружите дух, се. дружење? Дружите се, спортувате и живеете уживаат само за себе, а не за оној што ќе каже или овој што ќе каже, него само за себе да живеете. Слободни Тоа во е дух? Слободни. Најдобар начин на живеење сам за себе. Еве сме тука на спортскиот стадион во Неготино. Прекрасна гледка, почитувани гледачи. Овдека ги има спортисти од трето доба и да ви кажам дека се млади во срцето и многу ентузијазам и многу енергија ќе биде потребно да се даде за да се игра и да се настапува во 5 дисциплини. Овдека ви разговараме со председателот на Сдруженијето на пензионери Велес. Тие секогаш биле некаде со спортот на врвот, нели? Постигнули резултати. Па на кратко еве представете се со колку екипи учествувате, во кои дисциплини и што очекувате? Па накратко да ви кажам дека ние во овој регион сме најбројно по членови на пензионери, Сдружение, по нас е кавадарци и обично со кавадарци секогаш сме се бореле за првото место екипно и мораме да признаеме конкуренција кавадарци повеќе пати било првак од нас, од Велес. Инаку ние сега поради короната, знаете, редуцирани се дисциплините спортски, што ми е жал, многу повардарио бараат тие салонските, посебно пикадото. Го отвориме само 5 дисциплини се, ние учествуваме во сите 5 дисциплини и во сите, да речеме, со конкуренција и машка и женска конкуренција. И досега ми информира моје дека прво место имаат освоено мажите на 60 до 60 години, благодарам. И имаме 2 втори и 4 трети места, што би одешли на републичко, бидејќи ние на републички спортски игри кои ќе бидеме домаќини, односно цела Македонија, Сдруженијата што ќе се пласираат прваци на регионални надпревари ќе дојдат во Велес. Добро. Вака сега, бидејќи кратко е времето, но сепак само да ве прашам. Очекувате голем пласман, нели? Како беше минатите години на кратко? Каде котиравте? Минатите години, реков, ние на регионот скоро со кавадарци, почесто кавадарци победува, а тука негде. А на републичко беве добри атлетика, имаме добри атлетичари, 2-3 и пикадо, сега те отфрлено. Се надејаме, ние сме пресреќни што учествува, што за да учество, дури многу луѓе не сакаат да прифатат поради ковидов, да, и сега женската екипа ние скроз подмладена во шутирање на гол и гледам послаби резултати, но фудбал машките се посилни, па така, се надејаме. Важно е да се дружиме. И важно е да се учествува. Да се не мора секогаш учествува. први места, ова се луѓе кои што се млади во Не, душата, покрај физиката но и годините си го психиката прават, ги сигурно, подмладува, да. затоа што уште од неколку дена назад се тренира, па вика ќе настапам, па како ќе бидеш. Дури некој пресериозно го сваќа. Сигурно. И внимаваме, само да не се повреда, затоа е отворена таа Така. потешка дисциплина, тегнење на јажи и така. Лично ве поканувам да бидете присутни на 29 септември, 29 нели, каде рекове во Велес се одржи републичкиот надпревар. Вие сте домаќин, ние така. сме домаќини и ваша телевизија ќе биде
привилегирани и прво ќе има да ги објави сите Да, резултати. Еве сме автентично овде во Неготина, почитувани гледачи, па и времето еве убаво ќе им послужи на, да речеме во наводници, младите спортисти, затоа што тие се присутни овдека од секаде, 5 екипи во 5 дисциплини. Разговараме најпрво еве со председателот, нашиот председател на Сдруженијето на пензионери Кавадарци, тоа е Димче Коцевски. Разговараме на оваа тема точно затоа што овдека од Кавадарци имаме во соседниот град и наша екипа која се надпреварува во 5 дисциплини. Многу повеќе за ова и како се подготвува и што се мораше да се направи за да дојдат спортистите, разговараме со господинот председател. Добар ден најпрво. И стигнавте веќе, екипите се на терен. Кажете ми што претходеше пред да дојдат овде на терен екипите? Имавте ли некој ангажман? Пред да дојдеме тука имавме тренинзи, припреми. Припремите се одвиваа на спортскиот центар во Кавадарци, во салата Јасмин, така да сметам дека нашата екипа е добро спремена и ќе постигне добар успех. Кажете ми, дали имате некој конкурент, например, еден кој што може, ваши омилени, кој што може да постигна добри и во минатите години, некој да истакнете во некоја дисциплина? Или сите се добри? Од нашите надпреварувачи мислам дека сите се добри, не само добри, дури и одлични. Одлични. Барем према она што ја успеав да го видам за време на припремите, затоа што неколку пати бев таму, ги посетив. Бевте на тренинзите? На тренинзите, да. Ги посетив и така да мислам дека ќе постигнат успех. Како председател знам дека се грижите и дека нема многу финансиски средства Сдруженијето, па затоа добре дојдени се и донациите, спонзорствата. И еве на тој план што направивте еве точно за овие игри? За овие игри разговарав со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и од него добив донација преку Кожлучанка со опрема за стопатики и безалкохолни пијалци за освежување како за време на тренизите, исто така и сега за време на надпревара. Сега, председниче, убаво е што вака се гледаме тука. Сите и нашата екипа, еве да речеме од Кавадарци, е некаде над 65 години. И што мислите, колку сте задоволни од она што досега го допринеле, како успех го постигнале и во минатите надпревари на еден начин? Кавадарчани секогаш биле тука некаде на врвот, спортистите. Па, по логиката на нештата, Да. кондиционно сите сме спремни, така да мислам дека нема да има проблеми никакви. Очекувате ли висок пласман? Секако. Секако не. Секако. Па ајде да се радуваме тогаш заедно, нели? Вие и ние, Па се разбира. за тоа сме тука. И еве сме во разговор овде во прекрасен спортски амбиент, би рекла, почитувани гледачи, во еден спортски дух во Неготино, да ви кажам дека се одлични домакини и дека навистина овде дојдоа од секаде од овде е 5 екипи од Вардарскиот регион, што значи овде се млади спортисти, би рекла, трето доба. Нели? Но едина жена, еве куриозитет нека биде, овде е како председател на Сдружение, е председателката на Сдружение на пензионери од Баландово. Многу ви честитам, многу сте на еден начин и како председателка преангажирани, нели, но еве дојдовте во една спортска облека. Повелете со колку екипи учествувате и се понатамо што сте направиле досега, на кратко само. Благодаря.
Јас сум Горица Михајлова, председател на Сдружение на пензионери од Валандово. И многу ми е мило што денеска сме тука, да се дружиме со овие млади пензионери и на третото доба од нашиот живот да му дадеме малку спортски дух. Ведрина и спорт. Ведрина и спорт, да. Вака, Валандово настапува во 5 дисциплини, меѓутоа жените ни се малку кнап, учествуваат само во 3 дисциплини. Во што? Во Да, трчање во на жени над 60 години, во фрлање кош и фрлање ѓуле. Имаме ѓуле. учесничка. А машките учествуваат во сите 5 дисциплини: фрлање кош, шутирање мали пенали на мали голчиња, фрлање ѓуле, скок во место и трчање во двете дисциплини, до 60 и над 60 години. Значи вкупно се 20 учесника. Како беше минатите години? Барем кратко се гордеете со некој успех, со некој пласман? И се надевате ли сега? Не учествуваме, бидејќи не се организира, а предходните години на 2 пати имавме освоено прво место во трчање на над 60 години. Тоа е Кировски Блажо и оваа година сега ми јавија дека е прво место. Честитам. Да, имавме исто прво место на регионалните во Пикадо, мажи. Учествувавме во Радовиш на државните спортски игри и тие не се успеси за сега и не ги застапувавме сите дисциплини. Така. Во Велес очекувате доколку се пласирате овде во некое прво место да постигнете нешто на државно првенство? Верувам во Кировски Блажо дека ќе биде во атлетика прав, да. Честитам, имате значи некој кој што сметате Да, дека сметаме одличен дека ќе ќе може да се Како надпреварува. сте задоволни од организацијата? Организацијата за сега е добра, е супер, е одлична, ќе видиме понатаму како ќе биде. Иначе приемот беше многу топол, многу добар. Сето тоа ни се допадна. Имаме почитувани чест во овој прекрасен амбиент овдека на градскиот стадион во Неготино да се сретнеме со една многу значајна личност која што исто така младо изгледа и затоа што потоа ќе видите во разговорот и токму и за него важи девизата во здраво тело, здрав дух. Многу години е во Сојузот, инако е прв човек на собранието на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Еминентна личност која што секогаш е некаде горе на врвот и со динамика на активности, со сето она што предвидува програмата, републичка програма за активности на собранието. Па повелете, вие го отворивте, нели, ова еминентно надпреварување на Повардарскиот регион, па кажете ми какви се вашите печатоци и потоа како се околу овие надпревари на ниво на Македонија кои се одржуваат. Благодарам. Имено ова манифестација спортско надпреварување е всушност една од целите и задачите на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Ние од секогаш се залагаме дека физичката активност за сите лица, пензионери во третата доба е императив за подолг живот, за посреќен живот и што е најважно во овие услови кога состојбите ги детерминира пандемијата во целиот свет, ние преку физкултурата, физичката активност обезбедуваме убоитост по однос на стварањето на антитела, на стварањето на еден имунолошки систем и средство да обстоиме и ако се вакви условите. Ова го правиме ние во организација на Сојузот. Овие се 25 игри на нашиот Сојуз по Сдруженијата на 5-тиот регион овде во Неготино и сметам дека традиционално ние ќе продолжиме да ги негуваме овие традиции, бидејќи само на тој начин може да се обстојува, да се нормално живее и да имаме подолг век на живеење.
не само тоа, овие игри ни овозможува да една од другите цели исто така мощна значајна е да го јакнеме заедништвото, пријателството, другарството, да сееме љубов меѓу луѓето од третата доба, да не сееме омраза и ние ќе продолжиме во духот и во функција на статутарните определби на нашиот статут. Благодарам, премногу убаво кажавте. Точно така е во животот. Меѓутоа, да се вратиме на овој прекрасен спортски амбиент. Вие разговарате во спортски дух. Ги кажавте сите оние перформанси кои што ги запазуваат спортистите и овој живот оди по тие патеки во трета доба. И еве сега да ве прашам, па колку вие долги години сте овде и во спортот и како председател и во сите други активности, но еве сега овде во спортски дух да проговориме. Колку сте задоволни со сите овие години назад, рековте 25 поред се овие нели спортски игри. Колку сте задоволни од учеството на младите, би рекла, спортисти и на нивниот успех што го постигнуваат? Колку сте горди на нив? Истакнете некој. Многу убаво прашање. Одма сакам да ви кажам дека оваа година, бидејќи во 2020 година ние не ги одржавме заради познати причини, заради мерките на владата, кои ги преточивме во наши мерки на Сојузот со дистанца, со носење на маска, и ние сме една ранлива категорија, што мора да водиме сметка, ги одржуваме со редуцирана програма, со редуцирани учесници во надпреварувањето, меѓутоа го компензираме ние на начин што сепак одлучивме да бидеме присутни на овај план и не само што се такмичиме ние се такмичиме и во нашето доаѓање и сметаме независно кој е прв или последен, сите сме победници. Победници бидејќи сме на број како пензионери, како луѓе, зашто ние сме фактор мощне значаен, не сме само на планот на спортувањето, туку и на планот на решавањето на мноштво општествени прашања од животот и работата како граѓани прво, а после како пензионери. Сметам дека иако пандемијата ја детерминира нашата активност, сепак успеавме да се одуприме на таа опака и подмукла, би рекол, и невидлива болест, на начин што успеваме да се собериме, на начин што успеваме да се такмичиме, да се надпреваруваме, заради тоа што едини императив за подолг живот, посреќен живот, поубав живот и поубав изглед во крајна линија е спортот. Една сентенца латинска сакам да употребам, викаме ние во здраво тело, здрав дух, или mens sana in corpore sana. Тоа значи, уште еднаш да повторам, во здраво тело, здрав дух. Затоа и понатаму ќе продолжиме оваа цел да ја остваруваме покрај двете основни цели, да редовно примаме пензија, водиме сметка за здравството и здравствената заштита. Трето, тоа да го возможиме со една наша физичка култура, со едно активно старење, како викаме ние од Сојузот, во оваа трета доба. Сите ќе дојдеме на овај терен, заради тоа што таков е и животот.
Еве, почитувани гледачи, овдека на еден начин разговараме со луѓе од разен профил. Дојдовме и до судиите. Овдека едно познато лице, посебно и за пензионерите, посебно и за менаџерите, затоа што е неодличен пеач, учествува и во групата, нели, во Велешани, распеани Велешани, но овдека е во друга улога. Овдека е во улога на судија. Да ве представиме. Добар ден. Јас сум Панче Чурчиев, инаку Пампик. Пред 20 дена имав промоција на двете книги мои за спортот 101 година и втората книга е направена Сокола на 101 година. Тука е музиката, културата и актерството. Јас сум бидејќи сум судија меѓународна во атлетика, јас сум на ваква криза, јас сум одличен на ова такмичење и беше супер за мене, немаше грешки. Тие што има сила победија, тие што нема не победија. Кажете ми како вие за атлетика се така судија, нели? Кои се најдобри за вас? Кој постигна најдобро место? И во колку метри? За мене на атлетиката денеска беше најдобар велешанецот Зоран Петковски, тој е више и републички првак станува, он е истрчан гости едно 20-30 метра назад. Бидејќи он брзаше, он е и делегат во Федерација на судиите и се отиде за Скопје. Он беше за мене најдобар атлетичар на нова атлетика. И еве сме во разговор исто така со домајкин, би рекла, заедно со председателот и стручните служби овде во Неготино и председателот, првиот човек на Комисијата за спорт и култура при Сдруженијето во Неготино, тој е господинот Димче Михаилов, кој што на еден начин цело време е преангажиран. Не само за својата екипа, за своите екипи тука, но исто така се да функционира безпрекорно. Па јас би го поканила еве на разговор да ни ја каже личната карта на учесниците, колку учесници, од каде доаѓаат и исто така и вие со колку учествувате и што очекувате, повелете. Види, најпрво за овие спортски игри предходеше еден состанок на председателите на Сдруженијата и председателите на комисиите за спорт и рекреација во Неготино беше исто така одржан да се договориме околу пропозициите, начинот, организацијата. Сето тоа беше во најдобар ред и еве денеска се види дека тој состанок вроди со плод, организацијата е на добро ниво, екипи учествуваат 7, Гевгелија од некои неоправдани или оправдани за нив причини не присуствуваат. Од самото утро се беше во најдобар ред, екипите дојдоа на време, распоредот на терените е добро опремен, добро среден, така да без никакви проблеми игрите ќе бидат одржани. Колку учествуваат сега? Од 5 регион се 7 екипи, во зависност од можностите на секое здружение, кој колку можат, толку се пријавуваат, не можеме да налагаме. Има здружение кои се со помал број на пензионери и со помалку дисциплини, не? И со помалку дисциплини, кој колку може, толку важно е да се учествува. Еве и ние како пензионери се водиме од мотото во здраво тело, здрав дух и да се спортува. Вие како домаќини во колку дисциплини учествувате? Па учествуваме во сите 5 дисциплини. Што очекувате? Па не е важно, не е важен резултатот. Важно е да се учествува, важно е да се дружиме. Сепак короната си го направи своето. Че беше уште подобро да не беше така, па да можевме сите дисциплини да ги застапиме.
а за нас е најважно на крајот дружбата. Нас не е битна дружбата на крајот на чашка ракија со музика, Така е. да се изиграме, да се вратиме на старите времиња на младоста. На младоста. Ете, со ова порака ние го завршуваме овој разговор, почитувани гледачи. Кога ќе гледате ова емисија, верувам и млади и стари ќе се почувствувате среќно, затоа што и вашите баби и дедовци, доколку се спортисти или сака да учествуваат или не учествувале досега, да добијат мотив, затоа што дружењето и во трето доба е здраво дружење, со многу смеа, со многу спортски надпреварувања, се разбира и сите се осеќаат на еден начин млади повторно во себе и се дружат и пеат, се разбира, и креваат чаши здравици. Не е важен пласманот, важно е да се дружиме и да учествуваме.
Почитувани гледачи, еве се наоѓаме на градскиот стадион во Кавадарци. Тоа е нивното место за тренинг, секако во некои од дисциплините. И јас се радувам што исто победнички се чувствувам, затоа што на 25 регионални средби, тоа гледате во емисијата, па ова е завршниот дел и велат дека за победникот се остава крајот. Тоа се нашите спортисти, пензионери од Кавадарци при Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Честитам, еуфорично. Пехарот. Да, пехарот 3 пати веќе е во нивни раце, 3 години поред. 6 пат, а сега е во трајно власништво. Честитам многу, еден голем аплауз за гледачите, тоа да го видат. Тоа се победници на спортистите во трето доба, така ли е? Честитки! И еве, се уште се радуваат и убаво е тоа, почитувани гледачи, се подмладуваат затоа што секогаш тие ја негуваат синтагмата во здраво тело, здрав дух. И еве сме со првиот човек на Комисијата за спорт и култура, а тоа е господинот Блажо Петров. Исто така, и тој беше учесник, што значи, забележувате колку има задоволство и кај нив, што еве и нашите спортисти на чело со него и останатите веќе го добија пехарот и повторно е кај нас дома. Честитки, господине Петров. Па кажете ми, што се предходеше за овој прекрасен биланс што го постигнавте во Неготино? Првен поздрав до сите спортисти, им благодарам. Тоа е нивна пред се заслуга. Да. Е така, а иначе припремите малци имавме кратко време, немаше баш доволно време, али ипак успех. Така. Е така, тоа да. А друго, Знам дека во многу дисциплини настапивте во сите, но најдобри бевте се чини во атлетика, потоа во фрлање на топка во кош, нели? И можда ме подсетите и во друго, и на мали голови, така. ова година малце ги редуцира ради корона, сите овие дисциплини што беа, така да направија од Републиката 5 дисциплини во кои што ние имаме тука малце предност пред сите овие нашите што се во регионот, а и припремите беа добри, а плюс тоа имаме. И уште ако ни беше уште еден такмичар, значи замисли требаше да имаме уште поголем резултат. А тој моментално има корона. Да го спомнам во името. Зошто да не? Љубето Павлев, еве поздрав Да до го него. поздравиме. Поздрав до Љубе, да. Да, побрзо да ни оздрави да не се приклучи кон екипата. Да. Господине Петров, вие долги години сте нели се овие спортисти. Па истакнете некои кои што имаат подолго атлетичарско искуство или искуство во другите дисциплини. Се радувате на тоа, нели горди се сите повелете, а имате и нови членови, нели? Пензионери, артисти. Сега кажам за тоа дека досега беа стандардните што викат тимот што победува тешко се менува, меѓутоа ова година ни дојде атлетичарка која што настапи на над 60 години, пошто немавме таков атлетчар. Е, така, и со првото доаѓање го освои првото место. Браво. Тоа е Лилјана Шалева. Поздрав еден. Лилјана Шалева, аплауз. Да, и за неа. Така. А исто така тука и Стојанка ми се чини која веќе 9 Стојанка години е стандардно она веќе. Стојанка нема што да кажем, она е стандардно првак во регионот. Тешко уште ни фале уште републичкиот пехар да. Бидејќи се државното првенство веќе е на прагот, па што очекувате и колку тренинзи може до 29 септември да реализирате за да постигнете исто ваков биланс и поголем? Па се надеваме на некои успеси, меѓутоа стварно мислам екипите штите што веат на републичкот татва сите се добри. До сега имаме освоено неколку први места, втори места, трети места, ама еве за Стојанка ќе кажам посебно никој да допреме до први места. Стојанка ќе ја снимиме секако и останатите, сите се тука некаде раноправни, нели? И сите се млади во духот и во срцето, нели? Да, ма секунди не делат само тоа, делат секундата, али тоа е тоа, спортот е така. Господине Петро, благодарам и одете на тренинг, а јас сега ќе го поканам секретарот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци ќе ни се представи. Добар ден. Јас сум Трајче Стојков, секретар на Сдружение на пензионери Кавадарци. Господине Стојков, колку еве ова ви значи вас? Вие сте нов секретар. Што ви значи ова победа сега? Дали сте горди со тоа и што очекувате понатамо? Дали сте благодарни на сета ова сила на овој спортски дух што го имаат пензионерите и пензионерките, млади спортисти? Прво благодарам за присуство ваше што снимате емисија и многу сум благодарен на сите овие учесници и победници. Така. Значи,
И ги поканувам сите пензионери од општина Кавадарци и Росома дека да не седат дома, да се дружат, и само со дружење се живее. Ако некој се затвори дома, мислам дека не е жив. Губи многу. Што очекувате сега од Велес на државното првенство? Дали верувате во нив, дали гаете надеж дека исто тоа ќе се повтори, па и во поголем резултат и подобар во сите дисциплини? Ова што се успеа на регионалното е фантастично. Од 10 дисциплини имавме 5 први места. Тоа е многу добар резултат. Се надевам дека 2 први места, ако имаме на републичко, ќе бидеме пресреќни. Значи, сепак тоа е републичко првенство од цела држава, има и помлади, поспремни. Ние само 3 недели максимум тренираме. Многу малку тренинг, не е ли? Толку не се знаеше дали ќе се одржува поради ковид. И откога се донесе одлука да се учествува, почнавме интензивно да тренираме и стигнавме до посекуваниот резултат. И на крајот вие малку додирнавте порака, но сега на крајот што ќе им порачате на сите кои што ја гледат оваа емисија? Рековте да не се седи дома, да се спортуваат и така натаму, кои се може, нели? Секој што може е добро дојден. Дали ќе спортува, било кој има, ние имаме повеќе дисциплини. Сега се одржа само 11, беа скратени дисциплините кои се на затворено. Пикадо, шах, табла. Се управи малку ситуацијата, ќе ги активираме сите дисциплини и сакам ние пред прошла година и тоа учествувавме со 70 спортисти. Сега бевме само со 24, бидејќи беа скратени. Се надеваме дека се поправат, дека ќе помине ова небитница што покада речки, пандемија да нема и да бидат сите слободни да испаднат, да прошетат и да се дружиме. Најбитно е да се дружиме. И пријателствата се склопуваат. Па сега ние сме трето доба. Нас ова ни е последно дружење. Најубаво на еден начин. Уште тек почињаме да живееме трето доба. Се надевам дека ќе биде добро. Еве, почитувани гледачи, сами забележувате и јас сум малку еуфорично расположена, позитивно и многу сум горда затоа што еве нашиот град, нашето здружение на пензионери, нашите спортисти од трето доба се победници на еден ваков регионален надпревар, а очекуваме секако дека ќе ни се вратат и од Велес со многу први места. Меѓутоа овде имам чест и горда сум што ќе разговарам со една, да речеме, помлада атлетичарка, пензионерка, која што веќе 9 и повеќе години ги освојува овие први места во атлетика. Вие сте? Добар ден, јас сум Стојанка Наумова од Сопот и чест ми е да се пофалам. Ова ми е 8 награда за прво место. Честитки. Благодарам, да сте живи и здрави. 2013 почнав, второ место освоив, од 2014 до 2021 јас сум првак, шампион на Јужниот регион. Браво! Кажете ми колку трчате и колку времето го освојувате? Кој е најубавото време што го постигнавте во атлетиката? Трчањето е 60 метра до 60 години, а времето колку што го мереме 12 до 13 секунди. Честитам, Вилма Рудов, вие ја надминавте. Кажете ми, Стојанка, многу бевте горди и тоа ве гледав со солзи радосници кога пехарот го освоивте. Меѓутоа, кажете ми нешто кое што е значајно за вас. Како вие успевате на еден начин? Вие сте исто така, знаме, една прекрасна земјоделка, така? Затоа што и земјоделството значи дел од она виталност која што ја запазувате, а и доста сте млада се уште, но многу постигнати резултати. Како е на тој план до приватниот живот со атлетиката? Малку е тешко, напорно, али не се предавам. Борбено, храбро, секој ден по нивите, се работи, берба на грозје и пак, еве, наоѓаме време и за спорт, а и во фолклорот одиме, активно сум. Играме, само не знам да пеам, а за играње и за трчање. И тоа, зошто да не? И сега на крајот што очекувате од Велес, од државниот надпревар, ќе бидете таму, нели? Да. Јас се надевам, ќе се борам, ќе се трудам со сите сили. За прво место тешко ќе биде, али за второ и трето ќе ве држиме за збор, нели? Се надевам, два пати имам победено на трето место да бидам, а сега ќе видиме. Благодарам, честитки. И сега најмладата од екипата, дојдете.
Ајде. И така ќе ја завршиме емисијата со тоа што сите со пекарот во раце и така ќе биде. Ајде. Последна дојдена во екипата. Најмлада реков затоа што она е последна дојдена во екипата и еве да ни се представи сама. Повелете? Јас сум Лиљана Шалева. Лиљана, честитки, вие сте сепак да речеме пензионерка, но викам млада зашто сега сте како прва дојдене, мислам последна дојдене во оваа екипа. Како се чувствувате и во која дисциплина настапувате? Па ја од секогаш сум била со спортски дух. Ми било у крвта, затоа што јас сум и бив спортист. Првиот атлетичар на Кавадарци сум јас, број 1. Формирано атлетското друштво на 15 јануари 71 година и тогаш бев првиот член на тогаш се формира атлетскиот клуб у Кавадарци, да. Арно, ама духот ми стое спортски и секогаш сум сакала, да. И сега не знаев ја дека имало такви екипи. Не, касно има уште време, нормално, да. И дојдов, па ете, успеав и прва да победам. На 60 метра бе. На 60 метра? Браво. На 60 метра на 60 години. И секако дека во оваа емисија не можеме сите да ги вклопиме овие прекрасни спортисти, жени, мажи, пензионери, они се победници. Значи не е само да се учествува, овој пат не важи девизата само да се учествува. За овие спортисти важи девизата и да се победи и да се биде прв во севкупен пласман. Така ли? Сега доаѓаме до оној момент кој што е многу значаен, еден од тренерите. И еден од оние кои што се влюбеници страсно во спортот, така, нели? А тоа е не само во спортот, да, па еве да го представиме од прва рака. Тоа ни е Трајче Тасев. Повелете, представете се, честитки за пекарот од село Чемерско, да. Председател на местна заедница. На Кавадарци. Не кажувам до гледане или пријатно. До прва ќе работиме и оваа екипа ќе мора да застане здраво и еднаш да го освоиме и државното првенство. Честитки, браво! Уште еднаш ги повторувам зборовите на секретарот. Кој што сака да учествува во игрите, во спортските дисциплини, нека повеле овдека. Нека не спие дома, нека оди и на Лојзе, ама кога се врати пак ќе дојде тука. Бидејќи ние бевме денеска и на Лојзе и грози набравме и дојдовме пак овдека да кажеме нешто. На площадот. И затоа многу сум благодарен што имам ваква екипа, друштво, посебно го продавам мојот колега Петров. И ова ми е мене шеста победа од 2015 до 2021 година. Честитки! Имаме два трајно вашата преден. Да. И сакаме... И ова е втор. Чодеме сега на трет. Јас сум спортиста на Тиквеш, сум бил на Тиквеште Роми, сум бил на Кавадарци, која што беше во втората лига. Овој стадион го направив јас, онаа сала ставив намо јас, кажав не. И ако ме убедува политичарите, јас му кажав не. Спортски центар вика игралиште, базен и сала. Автодромот е на Љубош. И уште еднаш многу благодарам на сите што ме поддржавте и ќе ме поддржавате и понатаму. Со вас можеме да одиме напред, а јас и Петров, ако немаме екипа, не можеме да одиме напред. Екипата е важна и тука некаде со оваа прекрасна атмосфера ја завршуваме емисијата посветена токму на 25 регионални средби во Реготино, но овдека во Кавадарци повторно ги најдовте нашите победници на редовниот тренинг. Благодарам уште еднаш, честитки и пекаро да го своите повторно во Велес да се врати назад. Благодарам.